Во народот има една изрека која вели: каде што е тенко, тамо и се кине. А сиромаштијата кај луѓето е токму таа тенка нишка која често се кине. Ја посетивме старата ромска населба во Топаана во Скопје. Со нашата камера го регистриравме секојдневието на овие луѓе кои живеат во еден субстандард кој со себе носи и многу ризици и опасности по здравието на луѓето, особено децата. Се вели дека болеста не бира возраст, нација, религија. Сепак, кај населението со низок социјален статус, болестите се многу почести. Еве една наша сторија за еден таков случај, за среќа, случај кој завршува со среќен крај. Рахмана мене ми се роди, трето дете. Она кога се роди немаше никаква мана, ама после прво делење кога ја запиша во училиште, почнаше малце помодрување да има по лицето, по рацете и ја носев на лекар. Кога ја носев ме испратили у детска кардиологија и почна да ја прегледа докторката Писевска. И она ми нарача, вика, треба детето да се оперира. И викам, што е мана, мора, вика, ми откриевме, ама треба, вика, да се оперира, има, викам, проблеми со срцето. И ние мислевме дека за Бугарија ќе не испрати, ама фала му на Господ и на доктор Жан Митрев, многу сме заблагодарни од докторот Жан Митрев, и докторката Писевска ги пратил 3 документи од 3 деца, да гледат кој дете ќе го прифати докторот Жан Митрев да го оперира у Германија, Франкфурт. И не му беше за докторот да знае каква нација прифаќа, за него му значеше да спаси еден живот на моето дете. Кај што работеше докторот во Германија, во Франкфурт, во болницата, тука хуманитарна операција годишно е еднаш направат. И ја прифатиле ќерка ми Рахмана да ја оперира доктор Жан Митрев. И баравме да одиме еден член да бидеме присутни со ќерка ми со Рахмана. И едва и некако, за да одам јас, виза неќе да ни дават, па и докторот се замарал со нас, како да одам со незе. Првиот пат не прекинаа од визата. Пред 14 години во овој дом мој, дом на хуманост, музеј на музиката на Есма и Стево Теодосиевски, дојде еден брачни пар, ме замолија, има 9 годишно девојче, да може да ја пратиме во Германија, да може да се оперира, беше болна од срцето, беше во прашање на нејзиниот живот, дали ќе остане жива или не. И ја во тој момент се уклучив одма и германската амбасада не им даваше виза у тоа време. И ја во штампа, утре дента веќе пресконференција направив, удрив во штампата и еве ги од германската амбасада одма ми се јавија, дојдете да земете виза. И јас средив за визата, средив за нивното патување, моја донација од мене,
од Домот на хуманост и у тоа Есме и Стево Теодосиевски и у тоа време девојчето ја облеков и спремив се што ја требаше, пиџами, оно све што треба за болница и мајката ја облеков затоа што требаше само еден родител да отиде. Ја бев гаранција за германската амбасада дека они ќе се вратат после од Германија. У тоа време имаше проблеми со азиланти, со ово луѓето идеа бегаа нагло и така. И јас го знаев Жан Митре, многу луѓе не го знаева, а лично не сум го познавала. Кога му се јавив на телефон и му пратив прво имейл, после му се јавив на телефон, го добив и телефонот од болницата и од него одлично, и он рече само испрати таа девојчето у оваа недела секоја ќе биде, викам, ние визата ја спремивме, се спремивме, само од вас одобрение дали може да дојде девојчето, како да не, одма ќе оперираме. Есма нема никаков проблем, а ви како ќе дојдам у Македонија ќе сакам да ве запознам. Така, уствари, јас не го знаев Жан Митрев, но знаев дека беше хуман човек и добар човек и дека правеше многу убави дела во Германија. И тогаш кога работеше тамо како доктор, многу наши луѓе кои живеева привремено во Германија, доваѓаа на операции кај Жан Митрев. И ете денеска постои таква една клиника кај нас во Македонија. Јас сум пресретна што го имаме еден добротвор кој сака да помага на луѓето и кој може да спаси некој живот. А за мене животот е многу важен. Јас секогаш сакам да парципирам, за некој си живот да може да продолжи да живее, затоа што тогаш на Рахмана и требаше 9 години беше прашање беше дали ќе остане жива или не. И кога се врати, од таму ја бев пресрекна дека детето оперирано, дека е добро детето, здраво и живо се вратило и пораснала е, знам девојчето. Јас се сеќавам кога дојавме тука со мајка ми и татко ми, кога побаравме од мајка Есма помош, кога не прими исто на овој простор, значи исто на ова место бевме, кога она ми понуди прво на мене, ми купи она што требаше за мене, или Алишта ми купи и за мајка ми, кога ни упати натака, ни го платил превозот што отидовме. И значи многу сум заблагодарна. Добро отидовме, операцијата добро се заврши. И одма кога се заврши операцијата, откако ја донесе од салата, утре ден му викам, докторе, што ќе може Рахмана да јаде дома? И тој ми вика, немој да се плашиш, слободно Рахмана може све да јаде. И вика, газирано може. И јас му викам, добро докторе, се плашам од газирано. Не вика, слободно сега дај му вика Кока-кола, нека пие газирана. И кога му дадов, мене ми беше Страв за Рахмана, што ќе пие прв пат газирано. Ама свака му час. Многу сме заблагодарни целата фамилија за Рахмана што го спаси животот. Рахмана беше пациентка која ја оперирав 98 година, мислам. Кога така по телефон ми се јави нашата Есма и ми кажа за случајот и дали можам нешто да направам, бидејќи се социјални многу сиромашни како фамилија. Она беше мало детенце и јас пробав тамо и успеав да известувам да сето тоа, нејното лекување биде бесплатно. Исто Есма и помогна околу патот, мислам. Па потоа, кога дојдоа во Франкфурт, јас и помогнав за околу сместувањето на мајка и така натаму, значи, операцијата кај девојчето беше успешна, бидејќи се работеше за една покомплексна конгенитална или вродена аномалија на срцето, така да тогаш беше многу актуелно, а и денеска, до ден денес, така минимално инвазивен пристап во лекувањето на овие деца, значи со мал рез испод десната града се влегуваше и се влегува во срцето и потоа од таму се прави целата операција. Тоа е
повеќе од козметичка гледна страна, бидејќи тие деца потоа немат класичен рез на средината на стерновот, него е од страната и како тие стануваат девојки, жени, тој рез воопшто не се познава. Така да, она беше многу ситна, бидејќи тие деца не напредуваат и во возраст, во големина, во тежина. И така, спаѓаше во една, да речем, по-комплексна процедура. Меѓутоа, помина се добро. Таа се, после некое време, се врати во Македонија и така го немавме некој контакт, се до кога јас отворив овде и почнав со кардиохирургија, тогаш таа дојде со мајка и за тие 2-3 години, што не ја бев видел, јас се бев изненадил колку всушност беше напредната, беше веќе станата вистинска девојка. Јас кога требаше да одам со Рахмана во Германија да се оперира, јас тие услови ги немав и докторот тоа ми плаќал посебно за да дека немам јас пари да седам со Рахмана во собата и јас бев посебно во собата спиев, докторот све тоа ми го плаќал. Исто за храната, јас тука немав право да јадам, докторот ми ставил пари во конто и кај што јадат сите и јас таму да одам да јадам. Значи, дента кога требаше да се вратиме од Германија, за да си доаѓаме за Скопје, авионот го испуштевме. Не можевме да го стигаме на време и пак повторно се вратев у клиника кај што беше Рахмана оперирана. И го викавме докторот и тој ни рече тешко ни беше кога отидовме у Германија и тешко ни беше да се вратиме за Скопје. Ама тој ни плаќаше таму у болница, у клиника, за да стоиме уште 2-3 дена, за да го чекаме авионот, другиот, за да се вратиме пак у Скопје. Се грижеше доста за нас. И тогаш ни даде, тогаш имаше марки, и ми даде 50 марки, еве вика, да ја купиш на Рахмана, вика, она што сака, за да ја прошеташ. Зашто Рахмана плачеше, некеше повеќе да седи. И земавме Рахмана, отидовме со такси у град таму, у Франкфурт, и си купише Рахмана таа кукличка. И многу сме захвалени од него. После операција ни даде пари да излеземе, да прошетаме малку. Јас излегов со мајка ми, со тие пари се купив куклата и сега јас цело време кога бев мала, јас играв со неа, па сега кога ќе порасне мојата мала Инеса, она ќе игра со неа. Доктор Жан Митрев го осеќам као собствен мој родител, значи толку што се грижеше прво за моето здравје. Се го чувствувам многу како мој близок човек, многу сум захвална од него, што како и секогаш што му го кажав зборот и сега ќе го кажам, значи он ме направил стрекна да бидам со моите деца, значи здравјето ми го даде он со своји раце и захвална сум со тоа што од негови раце си имам дечиња, сум стрекна на животот. И така натака. Значи јас многу сум стрекна и захвална од неговите раце си имам живот. Ai. Oh. Papa Inês. Papa Inês. Inês, papa. E calma, príncipe. Ai. Lili, meu bebê. Oh, Lili, papa, papa. Papa Inês. Papa Inês.
само сака да избориш. Тоа нон-стоп треба со неја да збориш, за да она да ти одговара и само одговара нешто. Ај. Значи, кога дојдовме од Германија, дојде од телевизор исто не снимаа дека е Рахмана све добра, све беше во ред и ја носе во контроли кај Писевска у кардиологија детска клиника. И водеше цела евиденција докторка Писевска. Ама она веќе кога почина, ние отидовме кај докторот Жан Митрев, тој тогаш почна тука да работи. И отидовме прво вака да се видиме со него. И кога требаше за контроли, целата ситуација докторот Жан Митрев му ја води за Рахмана. И до сега е све е добра во ред и нема никакви проблеми. Денес Рахмана е здрава, среќна млада мајка и сопруга. Секојдневните домашни обврски поврзани со децата, работата околу куќата и пошироко со семејството, таа ги извршува со леснотија како и сите нејзини врснички. Деновите и годините на замор и чувство на изнемоштеност, деновите на битка со времето и сиромаштијата, кои ги доведуваа во прашање незиното здравје и иднина, се веќе далеку зад неа. Пред неа сега е секојдневието на животот, поврзан пред се со среќата на незините деца и незиното семејство. 4 години има наушницу, една на уста, една на рака. Потребата од вработување, од сигурна екзистенција за себе и своето семејство, ќе поттикне да побара вработување токму во оваа болница, кај човекот на кој што му го должи својот сегашен здрав живот. Воедно, незината желба да работи овде е поврзана и со незината благодарност и потреба да биде од било каква корист за добробитот на кардиохирургијата Филип II. Значи, првпат кога дојдов не бев уште мажена, значи отидов кај него да се гледам и значи он ме прашал дали учам или работам нешто и јас му реков дека сакам да се запишам за средна школа. И тоа сакаше да ми помогне за да го учам и после неколку време, значи не ми парираше школото, нели, се одбришав самата јас и дојдов пак тука, мислам уште не бев мажена. И рече дали сакаш курсот да го учиш, ја реков дека можам, како што флизерка. И јас тоа го завршив курсот и тој ми го платил курсот 400 евра, значи исто и тоа. Јас го завршив тоа и после тоа немав, нели, немаш без искуство, не можеш, мислам, без ова да не можеш да го работиш тоа флизерско. И он ме прашал како што можеш да работиш. Јас реков како хигиеничарка. Он ме прашал нема ли да ти биде тешко работата што ја работиш како хигиеничарка, да не те заморува тоа. Јас реков колку што можам ќе се трудам, мислам дека нема да ме заморува тоа и ете уште си работам, немам проблем. И еве сега ја вработи во неговата клиника. Многу ти благодарам, господине Митрев, за овој потек што го направивте, не само што ја опериравте, него што и ја вработивте во вашата клиника.
И јас сум таму оперирана, еве денеска 2 месеца ми е, како што ме оперирале таму. Заблагодарна сум за Жан Митрев, за целата екипа и имам направено бајпас. Кај него таму се чувствувам добра, немам никакви проблеми. Ајде папа, ајде папа, ајде папа, Инес. Значи, ова ми е првото дете родено со царски рез. Ова ми е второто дете родено со нормален пат. Се вика Инес, има 4 месеци.